Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Пред почетокот на молкот во пресрет на вториот круг од локалните избори в недела, вечерва ќе видите соочување на кандидатите за градоначалник на Куманово. Во оваа општина се води една од најинтересните битки со оглед на тоа што во вториот круг се пласираа независниот кандидат Максим Димитриевски, кој е актуелен градоначалник, позиција на која беше избран како кандидат на СДСМ. Негов директен ривал во вториот круг е кандидатот на СДСМ за градоначалник на Куманово на овие избори, Оливер Илиевски, кој е директор на подружницата во АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Битката за Куманово не е интересна само поради партиско-политичката ориентација на кандидатите, туку и затоа што оваа општина е мултиетничка и гласовите на граѓаните етнички албанци играат улога во конечниот ишод. Вечерашната дебата ќе се одвива според познатиот формат во кој секој од кандидатите ќе има по 90 секунди за одговор на секој од прашањата, 60 секунди за реплика и 30 секунди за контрареплика на секој од прашањата. Почнуваме веднаш. Добро вечер и добре дојде за Максим Димитриевски, независен кандидат за градоначалник на Куманово и актуелен градоначалник на Куманово. Добро вечер, господине Попетревски. Чест ми е да бидам во студиото и поздрав до гледачите на Алсат телевизија. Добро вечер и добре дојде и за Оливер Илиевски, кандидат на СДСМ и коалицијата на овие избори. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Чест ми е да присуствувам тука, да ги поздравиме гледачите на Алсат телевизија и на граѓаните на Куманово, да ги одговориме сите прашања што ги засегаат за овие избори. Да кажеме за гледачите дека со ждрепка се реши дека господин Димитриевски ќе одговара прв на првото прашање, потоа редоследот ќе се менува на изменично, па ќе видиме до каде ќе стигнеме до крајот на емисијата. Првото прашање би било дали сметате дека водите кампања на фер и демократски начин и дали генерално во Куманово има услови за фер и демократски избори со оглед на меѓусебните обвинувања. Вие, господине Димитриевски, обвинувате за злоупотреби од страна на централната власт, вие, господин Илиевски, за злоупотреби од страна на локалната администрација. Димитриевски, вашите 90 секунди како одговор на ова прашање. Граѓанскиот концепт за наше Куманово води фер кампања од првиот почеток, исклучиво позитивна кампања. Уште кога ги собрав подписите, над 2000 подписи, граѓани се подпишаа, ги повикав сите раководители во општина Куманово, им реков да бидат ослободени, растеретени. Лично индивидуално право е на секој како ќе работи на овие избори и каде ќе се определи, да си ја бркаат општинската работа и обвинувањата од другата страна се апсолутно лажни. Дури многу пати господинот Илиевски спомнува дека пола администрација на боледување. Вчера проверив, имаме само 20 луѓе на боледување, од кои еден позитивен, другиот на оправдано боледување. Имаме неколку луѓе на годишен одмор, но тоа не е случај со представниците на централна власт. Најгрубо кршење на законот. Целото Министерство за внатрешни работи е ставено во функција на изборниот процес во Куманово. На денот на изборите тоа беше хаос, невиден. Луѓе од 6-та управа пред гласачки места на денот на гласањето со списоци во раце. Се е фотодокументирано, ОПСЕ ОДХ ИХР известен, релевантните амбасади исто така. Повеќе случаи пријавени кривични дела, пријави и изнуди на подкуп, дополнителни докази дека се директно луѓето поврзани со штабот на господинот Илиевски, притисоци врз луѓето во јавната администрација, вработени во детски градинки, училишта, собирање на списоци за гласање и така натаму, но како и да е, повторно граѓаните веќе одлучија во првиот круг, а во недела тоа ќе го потврдат, бидејќи кумановчани не функционираат под притисок и го кажуваат тоа на денот на изборите. Благодарам. 90 секунди, Илиевски, повелете. Благодарам. Ние како коалиција Најдоброто за Куманово оваа кампања водевме позитивна кампања со цел да ја презентираме нашата програма, бидејќи ја имаме најдобрата и најбогатата програма која било кој од другите против кандидати ја понуди. И со тоа сакам да им се заблагодарам и на другите против кандидати кои водеа позитивна кампања, освен градоначалникот во заминување, кој цело време кампањата ја водеше деструктивно, односно правеше театри, изговори
бараше изговори, манипулации, се со цел да во недостаток на аргументи за 4-годишниот мандат, бидејќи 4-годишниот мандат му беше тотално фијаско во Куманово. Од сите проекти кои ги понуди во 2017, ниту еден не е реализиран и затоа секогаш бара во 4-годишниот мандат бараше изговори и театри, тоа го прави и во оваа кампања, но сепак граѓаните препознаа и гласаа против таквите политики, затоа што најголемиот број од гласачи, од вкупниот број на гласачи, гласаа против Димитриевски. Се надеваме дека во идниот период оваа кампања која беше во вториот круг, ја презентиравме и во деловите каде што не сме ја презентирале програмата и сме убедливи победници на 31 октомври. 60 секунди, Димитриевски. Јас во изминатиот период реализирав конкретни дела, над 400 проекти дадени во градскиот информатор, јавноста ги знае и граѓаните препознаваат. Од финансиски една од трите најзадолжени општини денеска Куманово раздолжено, една од финансиски најстабилните општини. Во континуитет, значи овие изјави се лажни, во континуитет обвинуваме со докази. Еве вчера имавме пресконференција кај што член и активист на штабот на господинот Илиевски лично се заканува на самохран родител, мајка со пораки до степен на закани по животот на детето и спомнување други. Никој ништо не презема за тоа, а еве денеска веќе излегуваме со пресконференција на која што соопштивме дека има формирана група од штабот на господинот Илиевски, кој што взаемно се допишува и се организира кој кого тоа од штабот на СДСМ ќе натепува и кој натепува физички и кој кого ќе репресира за време на изборите и по изборите, и јавноста тоа денеска го слушна на пресконференција, а органите нека се произнесат. 60 секунди, реплика, Илиевски. Реплика, благодарам. Овдека се спомнуваат луѓе во црни одела пред гласачките места, а ние се обраќаме на нашите гласачи во Куманово. Нашите гласачи во Куманово нека проценат кои излегле на гласање, дали сретнале такви лица или воопшто не сретнале такви лица. Пак ќе кажам, ние водиме цело време позитивна кампања и ги негираме сите вакви обвинувања и театри од господинот Димитриевски, затоа што целиот мандат му беше театар, се со цел да ги прикрие аргументите кои се против него, односно проектите кои не се реализирани. Јас подоцна во дебатата ќе ги набројам сите проекти. Тој продолжи исто така и кампањата да ја води. Прави прекршоци, потоа се снима дека некој друго го следи и така натаму. Сега си праќаат сами на себе пораки, а потоа ги објавуваат јавно. Ги повикувам институциите, сите прекршоци кои се направиме во текот на изборната кампања да ги процесираат и да има конечна пресуда. 30 секунди имате. Ако ми дозволите, камерата нека фати кои се луѓето во црните одела. Еве ги луѓето во црните одела, директно вработени во Министерство за внатрешни работи, во 6-та управа, пред гласачко место Ајдучка чешма. Има повеќе слики кои ни се доставени од еден имен човек. Во штабот веќе известивме за тоа, точно се знаат имењата и презимењата и што тие луѓе бараат таму на гласачките места, луѓе кои што директно работат во безбедувањето на господинот Оливер Еден. Благодарам. 30 секунди, вие контрареплика. Тие луѓе што ги покажува господинот Димитриевски се граѓани на Куманово и тие имаат право на глас, да се појават на гласачкото место, а од овдека само се гледа дека господинот Димитриевски праќал луѓе на гласачките места и да сликаат што е против законито и мора да реагираат соодветно институциите. Затоа што тие граѓани на излегување и навлегување никој не смее да ги слика. Добро, овде го заокружуваме овој прв круг, одиме сега на второто прашање. Прв одговара господинот Илиевски. Второто прашање е, од кого очекувате поддршка внедела во вториот круг на изборите, во смисла на групи граѓани, нивната партиска ориентација, етничката припадност и слично? 90 секунди имате за одговор на ова прашање. Ние бараме поддршка од сите граѓани на Куманово за да ја реализираме оваа програма најдоброто за Куманово. Бидејќи оваа програма е спремена веќе една година, макотрпно работевме, ги детектиравме проблемите кои се на граѓаните, имаме макропрограма и микропрограма, односно макропрограма кои се однесуваат на целиот град и микро за секоја населба посебно.
Без разлика кој живее таму, каква етнички заедници живеат, бидејќи јас ги граѓаните на Куманово ги кажувам кумановки и кумановци. Тоа се сите наши сограѓани. Ние рачунаме на нашите гласови и на сите оние гласови кои гласа во првиот круг против политиките на манипулации и изговори од страна на господинот Димитриевски, бидејќи граѓаните ако биле задоволни од неговите политики во првиот круг, ќе гласале исто така, бидејќи тој беше градоначалник уште во првиот круг. Тој пред првиот круг зборуваше дека е сигурен победник уште во првиот круг, но сепак испадна дека граѓаните ги препознаат тие театри и манипулации од негова страна, се со цел да ги прикрие неделата кои ги направи во Куманово, односно не ги реализира проектите кои беа ветени од негова страна во 2017 година. Од кого очекувате поддршка в недела во смисла на групи граѓани, нивната партиска ориентација, етничката припадност и слично? 90 секунди. Во Куманово имавме во првиот изборен круг борба на Давид и Голијат и Давид го победи Голијат. Се боревме сами со граѓаните против сите политички субјекти. На една страна, значи АДСДСМ и ДУИ, на друга страна ВМРО ДПМН со неговите коалициони партнери, на трета страна Алијанса на албанци и Алтернатива. Извојувавме заедно со граѓаните една голема победа во првиот круг и сериозна победа за советничката листа. Во вториот круг ја бараме поддршката од сите граѓани, бидејќи на нас граѓаните ни се партнер во овие избори и ние доаѓаме од граѓаните и работиме исклучиво за граѓаните. На нас не може никој партиски шеф да ни даде било каква насока. Очигледна е поддршката, ги слушнаме политичките партии, направена е подпишан е меморандум за соработка со Алијанса и Алтернатива, веќе отворено работат за поддршка на нашиот кандидат, тоест на мене. Дополнително добивме поддршка и од опозицијата принципијално, бидејќи факт е дека опозицијата ги поддржува сите кандидати кои што во овој момент се против АДСДСМ. Јас како социјалдемократ верувам дека повторно ќе ја добијам поддршката и од моите социјалдемократи, и од неопределените, и од сите граѓани без разлика на својот етнички пристап, бидејќи концептот за наше Куманово или пркумановен тон е концепт за сите граѓани во општина Куманово, а јас живеам заедно со албанците, со србите, со ромите во тој дел на градот, го знам тој менталитет и живеам заедно и за тие луѓе. 60 секунди, истото прашање, реплика. Јас пак ќе повторам дека граѓаните гласаа против политиките на господинот Димитриевски, бидејќи ова се локални избори и на овие избори се гласа за личност. Господинот Димитриевски од 27.000 гласа на 2017 година на локалните избори, сега падна на 15.000 гласа. Доколку граѓаните сакале да гласаат за него, тие ќе му го дале гласот уште во првиот круг како актуелен градоначалник, односно градоначалник сега во заминување. Бидејќи тие не му го дадоа гласот, не знам зошто мисли дека во вториот круг ќе му ги дадат гласовите. Затоа што цело време го критикуваа и тие политички партии кои сега ги спомнува дека нема капитални инвестиции и Алијанса и Алтернатива и ВМРО ДПМН. Граѓаните сакаат дела, не сакаат изговори. Добро. 60 секунди. Вие, господине Илиевски, треба свеќа на ДУИ да им правите, бидејќи како ваков кандидат на моето СДСМ успеавте да освоите 7-8 гласа, другите гласови се дојдени од ДУИ и некои други политички субјекти и треба да сте им благодарни. Јас ги почитувам ДУИ, но нема да бидат. Значи ДУИ има прекрасно членство, но за жал има лидершип кој што нема да биде составен дел на идната локална власт во Куманово, бидејќи ќе има нови партнери и луѓе кои што ќе работат многу повеќе за заедницата и за сите граѓани врз база на едни принципиелни основи, но дефинитивно ќе ви кажам дека во вториот изборен круг ќе изгубите уште повеќе. Јас не паднав со гласови затоа што јас ги задржав гласовите кои што Максим Димитриевски ги имаше. Треба да се постави прашањето зошто приватизираното СДСМ дојде на оваа дереже да се спушти од толкава толку ниска поддршка во Куманово и од еден бастион на СДСМ сега СДСМ да се споменува со срам во Куманово. Но јас тоа ќе го коригирам веднаш по изборите кога ќе расчистам со таквите елементи кои што го приватизира СДСМ во партијата. Благодарам. 30 секунди имате на истата тема. Само сакам да го подсетам
градоначалникот во заминување, дека на листите за советници СДСМ освои 10 советника, а тие освои 8 советника и не знам зашто мисли дека СДСМ ги изгубило овие избори, а тие ги добиле. Не е точно дека имаме толков контингент на гласови од страна на ДУИ, но сепак имаше определен контингент на гласови од страна на ВМРО ДПМН кој дојдоа на негова сметка и тоа се гледа од аналитичкиот центар и тоа сите граѓани на Куманово го знаат. Благодарам. 30 секунди. Овие теории на заговор се апсолутна невистина, да имаше било каков договор. Вчера го слушнав и господинот Заев, срамно е тоа што го кажа на клан, дека кукавичко јајце и така натаму, тоа кукавичко јајце животот му го спаси во собрание кога вие седевте по кафичи, но како и да е, не е битно, времето ќе покаже, народот нека суди за сето тоа. Само ќе кажам едно, да имаше било каква конспирација со ВМРО немаше да има кандидат и Максим ќе победеше уште во првиот круг. Тие имаа свој кандидат, изгубија, признаа за тоа и излегоа со свој став и видување, тоа е нивна одлука, јас тоа го почитувам, како и да е, ние имаме гласови и од СДСМ, и од ВМРО, и од непределени, и од албанци, и од роми, и од Срби, и од сите во Куманово, и благодарам сум на граѓаните за тоа. Благодарам. Го заокружувам и второто прашање. Сега ќе одиме на пауза, па ќе продолжиме со следните теми. Ви благодарам за сега. Ве поканувам да останете на Алсат, следите соочување на кандидатите за градоначалник на Куманово. На Алсат го следите соочувањето на кандидатите за градоначалник на општина Куманово во пресрет на вториот круг. Внедела во студиото се Максим Димитриевски, независен кандидат, актуелен градоначалник, и Оливер Илиевски, кандидат на СДСМ и коалицијата. Следен прв на следното прашање одговара господинот Димитриевски, а моето прашање е следно. И денеска концентрацијата на PM2,5 и PM10 честички во воздухот во Куманово е над дозволеното ниво. Што планирате да преземете за намалување на аерозагадувањето? Аерозагадувањето е генерално глобален проблем во државата. Ние имаме краткорочни и долгорочни мерки. Долгорочните мерки се пошумување и гасификација. Испорачаваме на 2.100.000 метри кубни газ и сме единствен град кој што испорачува газ. Развиваме гасоводна мрежа, развиваме 4,5 километри со собствени средства гасоводна мрежа во последните 4 години. Гасифицираме поголем број на јавни објекти и продолжуваме со тоа темпа. Поиспешни сме од државата на полето на гасификација, бидејќи сме една од ретки општини што разви газ и продолжуваме на тоа. 15.000 нови садници засадивме во изминатите 4 години, а сега во следните 4 години таа бројка ќе ја помножиме пати 4. Апелирам до граѓаните само да ги чуваат садниците кои што ги засадуваме. Дополнително краткорочните мерки во ударните шпицови на загадување се системот на аеросолизација кој што од нас го прифатија сите и секако испорачаваме газ до најголемиот загадувач болницата во Куманово, наместо да ги лечи луѓето, таа ги труе, таму е мазутарата, најголемиот загадувач и пунктот за мерење исто така во болницата. Испорачаваме газ, а Министерството за здравство остана само на празно ветување, со прст не мрдна, еве го газот е таму, потрошиме 80.000 евра за таа инвестиција и секако инсталираме дополнителни 6 пунктови каде што на различни локации сега се мери нивото на загадување и параметрите се различни во секој дел од градот. Немаме тешка индустрија, развиваме нова индустријска зона вон градот за лесна и незагадувачка индустрија и Куманово етапно ќе го решава овој проблем, а тоа што беше своевремено кажано дека сме една од најзагадени општини во светот, тоа е во моментот кога мазутарата во болница се пушта, се создаваат пикови и мерната станица е веднаш до неа и дава такви параметри. Ова времево не знам колку истече, не го слушавме одбројувањето за режијата да знае, не чувме, се надам дека беше во рамките на тоа што е договорено. Господин Илиевски, за вас истото прашање, што планирате да преземете за намалување на аерозагадувањето? 90 секунди. Аерозагадувањето во државата е посебен проблем во општина Куманово, затоа што видовме од мерните станици во изминатиот период дека воздухот во Куманово во вечерните часови, во зимскиот период, дури и не се поднесува. Тоа самите граѓани го знаат, имавме и неколку протести во Куманово во изминатите години, се со цел да се преземат мерки.
првиот проект кој ќе го реализираме е гасификација на целиот град, бидејќи со ова темпо што го прави Куманово газ во изминатите години, 8 до 12 години, ние ни за 90 години не можеме да го гасифицираме Куманово, бидејќи во Куманово треба да се изградат 240.000 метри гасоводна мрежа, а паралелно треба да ги гасифицираме индустријските зони. Предвидуваме во зимскиот период, каде што има најголема концентрација на загаденост на PM честичките, да обезбедиме бесплатен автобуски превоз за сите граѓани на Куманово, со што автобуските превозници ќе бидат субвенционирани за тој период, се со цел да имаме што помалку автомобили во централното градско подручје. Со изградба на катните гаражи околу централното градско подрачје и во самото градско подрачје планираме да го намалиме протокот на возила, а исто така планираме и да фасадите кои се во централното градско подрачје да ги направиме енергетски ефикасни, се со цел да се користи помалку тврдо гориво за грејење. Благодарам. 60 секунди имате, Димитриевски. Па видите, господинот Илиевски цело време во кампањата вели че. Јас велам ке направиме. Еве ги проектите за гасификација, тука се дадени во информаторот на Куманово, не ги знае. Бројките му се потребни 470 километри подземна инфраструктура за да се направи гасификација само во централно градско подрачје и на опфат на градот, а да не зборувам за селата, и тоа се огромни средства. Изработивме проект за гасификација од 70 километри во моментов, тоа е во тек. Дополнително, значи, ни треба стратешки партнер кој што ќе влезе со финансии, бидејќи пред 4 години ова јавно предпријатие беше финансиски заглавено, го стабилизиравме, не е преоптеретено со вработени, со сопствени средства во моментов, инвестира во гасоводната мрежа, даваме субвенција од 250 евра по домаќинство за приклучок на газ, они ветуваат бесплатен приклучок, од што тоа ќе се развива предпријатието тогаш. Ние не сме толку богата општина, како Кувај да можеме се тоа да го направиме бесплатно за граѓаните, и како и да е, ние сме единствена општина која што развива гасификација и таа се чувствува на дело. Објектот кај што работи господинот Илиевски имате уште 30 секунди, ве молам. 60 секунди. Околу гасификацијата мора да истакнеме дека за да кога ќе влезете во општина Куманово, треба да имате прво визија, план и стратегија што ќе правите. Господинот Димитриевски не влезе со таква визија и стратегија. Затоа проектите кои ги вети, апсолутно ниту еден не е реализиран. Затоа сега цело време бара изговори. Со 4000 метри гасоводна мрежа во Куманово за 4 години, тоа е поразителен податок. Уште во 2017 го има истото ветено во истата програма, која ја вети дека ќе го гасифицира цело Куманово. Имаме алтернативни извори на финансии со кои сме спремни целосна гасификација на Куманово. За 4 години имаше приклучок само на една институција во Куманово, а претходните институции беа приклучени од страна на претходниот градоначелник. Благодарам. 30 Апсолутна секунди. невистина. Јас не знам дали вие ги копате парите како што го копате песокот во речното корито во шупли камени, се краде секојдневно под ваш надзор и се представувате како голем менаџера. Уствари, што направивте вие во водостопанство за целиот овој мандат? Една шајка во инвестиции не закоевте, освен што испративте документ до регулаторна комисија, кај што побаравте цената на кумановчани на вода да им се качи двојно, и тоа не поминува, затоа што регулаторна комисија на наше барање ви го одби тој предлог, и на кои цело време сите фактури што ги испративте до јавно предпријатие Водовод ги наплатувавте двојно од тоа што е предвидено, бидејќи работите против собствените интереси на собствените граѓани во Куманово, само декларативно се представувате овде за успешен менеджер, шајка немате заковено во вашето предпријатие. Што направивме со водостопанство? Прво, за 4 години никогаш немало проблем со водоснабдување на градот Куманово, господине Димитриевски, и вие тоа го знаете, и вашиот директор на Водовод Куманово, и ја намаливме цената на вода од 6,4 на 3,2 денари, а тоа сам ќе може да го поновиме ова, пошто господинот Димитриевски нека се смири. Господин Димитриевски, господин Илиевски досега беше коректен. Ќе може да го поновиме. Да, продолжете. Значи, ние ја намаливме цената на вода од 6,4 кога јас дојдов во водостопанство на 3,2 денари по метар кубен, а во исто време
Водовод Куманово ја зголеми цената на вода према граѓаните. Во 2020 година со одлука на управен одбор и со одлука на Советот на општина Куманово, инаку за кражба на песок, не знам зашто зборува, затоа што тоа дозвола за регулација на речно корито ја дава животна средина, а ја распишува тендер АД водостопанство уште пред јас да дојдам да бидам вработен во АД водостопанство Скопје. Готово, не толку. Ова прашање го заокруживме. Одиме на следно прашање. Само покажувам на камерата да видим. Следното прашање е какви проекти и зафати планирате во делот на инфраструктурата? Делумно веќе зборувавте, господине Оливер Илиевски, вашите 90 секунди, вие прв одговарате на ово прашање. Какви проекти и зафати планирате во делот на инфраструктурата? Куманово најпрво треба да го решиме сообраќајниот хаос во Куманово и тоа мора да го направиме со изградба на 3-катни гаражи, од кои едната ќе биде во централното градско подрачје со подземна паркирање околу 700 возила, со 2 сообраќајници подземни, се со цел да го растеретиме сообраќајот во Куманово, во централното градско подрачје. Планираме уште една катна гаража да направиме покрај институциите, државните и локалните институции, се со цел граѓаните да паркираат таму, вработените и граѓаните кои треба да ги посетуваат тие институции. Планираме да го изградиме кејот од влез до излез на Куманово со пешачки патеки од двете страни, со пешачки мостови, се со цел граѓаните да имаат каде да прошетаат. Планираме исто така да го изградиме фудбалскиот стадион, односно целосна реконструкција и до изградба на фудбалскиот стадион во Куманово, продолжување на булеварот Октомвриска револуција од сега каде што се наоѓа до автопатот Е75. Планираме изградба на 2 детски градинки во Куманово, се со цел најмалите да ги донесеме тука во градинките да се социализираат. Нормално дека треба во Куманово прво да направиме генерален урбанистички план кој веќе е 20 години на сила, кој требаше да се донесе во изминатиот мандат, ама не е донесен и во идниот мандат ќе биде донесен, се со цел градбата на Куманово да ја шириме во околните насели. Благодарам. 90 секунди. Па кај нас нема че. Ние по примерот на пробивање на улицата Крак на 11 ноември кај градската џамија и тргање на времените објекти таму, отворивме една улица, едно тесно грло, така ќе продолжиме со изградба на булеварот Октомвриска и поврзување со улица Братство и Единство, се со цел да се намали сообраќајот во тој дел на градот, фреквенцијата да се зголеми. Дефинитивно ни треба нови тротоари, како што тоа впрочем и го работиме секојдневно, нови паркинг места, како што направивме една монтажна катна гаража, отворивме неколку нови паркинзи во градот, дополнително во централно градско подрачје еден нов сквер со подземна катна гаража на локалитет Чоробенско, Ќоше и на многу други локации, како на влезот во градот кај домот на Арома, такви големи паркинзи за да може да се паркираат луѓето и дополнително да се отворат тротоарите за пешаците, нови зелени површини, реконструкција на стариот градски парк по примерот на другите паркови во градот, дополнително нов градски парк на локација Проевце, на Карадачки одреди, многу урбани скверови во градот и дефинитивно зголемување на нивото на хигиената, но не со поттикнување на оние да протестираат со мотокултиватори кои што ги прават сите дивиде понии по градот и трчање по гласови во ромската заедница, туку правење на редовно чистење на речно корито, но и спречување од загадување, бидејќи тие се едни од најголемите загадувачи кои што ги создаваат дивите депонии. Нема да се водиме по популизам, туку ќе правиме ред, а нивото на хигиена дефинитивно ќе го подигнеме. Ако е потребно, ќе инвестираме дополнителни средства во јавно предпријатие Чистота и зеленило, да ангажираме поголем број на луѓе на чистење, бидејќи мора да се чисти физички. Благодарам. 60 секунди имате вие. Знаете, граѓаните знаат што е изградено во Куманово. Не можете да манипулирате со нив. Зошто ние викаме ќе? Затоа што сите проекти кои беа ветени во 2017 не се реализирани, а тоа се инфраструктура, чист воздух и животна средина, нови паркиралишта, улици, сообраќајна инфраструктура, чист воздух, гасификација, цевково од Куманово-Липково, грижа за зеленило, шеталишта, зелени површини, справување со отпад, повеќе современи катни гаражи, 3 требаше да бидат изградени, нови пешачки патики нема, 2 нови детски градинки нема, реконструкција на градски плоштад нема, да уредено речно корито со паркови, шеталишта, простори за рекреација, нов генерален урбанистички план донесен во мандатот кој беше претходно. Затоа ние
ја имаме најтешката задача. Јас ја имам најтешката задача, треба да ги реализираме сите проекти кои не ги реализира Димитриевски, а дополнително да реализираме нови. Добро, 60 секунди. 13 нови спортски игралишта изградени во Куманово. Директорот на Агенција за млади и спорт, кој што беше минатиот пат да држи говор во Куманово за господинот Илиевски, вели ти изгради во Куманово сам повеќе отколку ние сами во цела држава. Значи ќе продолжиме со тој тренд и ќе вложуваме во образованието. Вчера видов една пресконференција, ама хипокризија невидена. Луѓе кои што се на власт 20 години во Куманово и го блокираат процесот за изградба на нова гимназија Сами Фрешери и решавање на проблемот на учениците, го обвинуваат градоначалникот на кој што не му одговори ни на едно писмено барање за ставање на средства во буџетот за градба на ово училиште и велат немало дуп. Еве го идејниот проект за гимназија Сами Фрешери. Еве ги дуповите кои што се донесени и се на сила, локациите определени, дефинирани, со прст не мрдна ресорно министерство и ресорните министри и од ДУИ и од СДСМ. Но ние ставиме средства, финансираме проект, ќе го градиме ово училиште со собствени средства и со помош на граѓаните, а претходно и локацијата, ако е потребно, ќе ја дефинираме заедно со учениците и родителите и вработените во ово училиште. 30 секунди. Прво, не се 13 игралишта, туку се 14, пошто 13 се само изградени и веќе... Две направиме плюс само последната недела, 15 Димитриевски. Значи, вратете ги 30 секунди, мамо. Не се 13 игралишта, тие игралишта веќе постоje, само се направи со тартан подлога, туку се 14, бидејќи едното е на викендицата на господинот Димитриевски, околу инвестициите во образованието, тогаш треба да кажеме дека 3,4 милиони евра даде владата за инвестиции и реконструкции на училиштата во Куманово, додека за гимназијата не знам зашто зборува дека некој друг е бил на власт, тој беше советник, председател на совет и градоначалник со прст не мрдна за гимназијата Сами Фрешери и не е точно дека има детален урбанистички план, проект и дозвола за градба, апликација во Министерство за образование. Нека ја покаже апликацијата во Министерство за образование. Еве го деталниот урбанистички план, се гледаат и шифрите на намена на земјиште, ако може да го спореди. Овој план не е донесен сега, во 2015 година. Господин Илиевски потоа е сменет. Јас, за разлика од останатите политичари, го пријавувам мојот имот кој го поседувам, немам потреба да го пишувам на име на мои возачи и други лица во моје непосредно обкружување или семејство. Да, имам викендица, честно сум ја купил, честно со дозвола, готова викендица сум ја купил, партерно сум ја уредил и уредно сум платил за тоа, но сум ги заработил парите како многу мои кумановци во странство, господин Илиевски, за разлика од вас кои што не можете да го кажете никој вашето потекло на имот кој што го поседувате, па морате да го пишувате на туѓи имења, на имење на возачи, ваши некои претпоставени имаат по 4, 5, 6, 7 стана и така. Стоп, ве молам. Завршивме го, заокруживме и овој круг. Влегуваме во последниот круг. Ќе побарам од вас, прв одговора господинот Димитриевски, да кажете зошто мислите дека граѓаните треба да ви изберат лично вас, а не вашиот ривал. Се разбира дел од аргументите досега ги чувме, но предпоставам дека ќе имате шанса да заокружите дел од она што како порака сакате да го испратите до граѓаните. Зошто во вашиот случај треба да бидете реизбран, господин Димитриевски? Затоа што работев транспарентно, отчетно и ги информирав редовно граѓаните, затоа што од најзадолжената општина во државата ја стабилизирав финансиски комплетно, реализиравме повеќе од 400 проекти, можевме и многу повеќе да немавме обврски да враќаме деценијски долгови и онаа што е најбитно. На мене граѓанскиот, националниот и државниот интерес ми е пред било кој политички или друг личен интерес. Затоа што партиите се претворија во приватни фирми контролирани од група на луѓе и не можеме да бидеме полтрони и слепи партиски послушници и да го следиме трендот на лојализмот. Македонците, албанците, србите, ромите, власите, турците, сите граѓани, кумановците мора да се одважат и да кажат не.
крај на ваквите погубни политики. Играат пинг-понг со народот 30 години во период на транзиција, а потоа се повикуваат на грешките на народот. Тоа е недозволиво. Менуваме еден режим, доаѓаат нови волци во јагнешки кожи свиткани и потоа се представуваат дека се добри, а всушност во пракса се многу полоши од оние претходните, и граѓаните тоа го препознаваат. За тоа граѓанскиот концепт за наше Куманово доби уште поголема поддршка. Граѓаните со нас секогаш ќе бидат на чисто. Тоа што може ќе го направиме, тоа што не може нема да им даваме. Ќе имате уште шанса, уште два круга. Повелете 90 секунди на прашањето зошто вие, а не Димитриевски, треба да биде еден градоначалник на Куманово. Затоа што програмата Најдоброто за Куманово не е лист хартија само, како што велеше Димитриевски во претходните дебати, туку тоа е мојата заложба, мојата намера да го трансформираме во Куманово во чист, зелен, модерен и европски град. Затоа што имаме визија, стратегија и план како да го направиме тоа. Имаме тим на експерти кои ќе работат напорно во реализација на тие проекти. Ние нема да бараме изговори, туку ќе бараме поддршка од граѓаните, се со цел да ги реализираме сите овие проекти кои не се реализирани во последните 4 години и да ги реализираме дополнително во наредниот период. Планираме да го направиме Куманово чист и зелен град, затоа што само во централното градско подрачје нема да ставаме столпчиња, тоа е најголемата инвестиција на господинот Димитриевски, туку ќе засадуваме дрвја, ќе градиме 3 паркови нови, ќе ги реконструираме 3 паркови кои што сега не можеме да ги наречеме паркови, ќе правиме шеталишта, велосипедски патеки, спортски игралишта, спортски сали во училиштата и реконструкција на сите училишта во Куманово. Затоа што од претходните 3,4 милиони евра кои се инвестирани во реконструкција на училишта во Куманово, ќе се зголемат инвестиции на 6,5 милиони евра од страна на Министерството за образование. Добро, само да ви кажам дека влегуваме во последните два круга, 60 секунди, 60, 30, 30. Водете сметка во смисла на... Да, сега е реплика, реплика, но водете сметка дека тоа ќе ви бидат и последните секунди во емисијата, ако евентуално сакате да се обратите до граѓаните. Значи, 60 секунди имате, а потоа ќе имате уште 30. 3 емисии ве прашувам, господин Илиевски, кој краде песок во шуплji камен? Која е фирмата која што експлоатира песок? Чии се камионите кои што го носат и по кој основ го прават тоа и зошто вие како директор на јавно предпријатие кое што е директно надлежно за тоа не го спречувате тоа, туку де факто индиректно се инволвирате во тој процес. Кои се луѓето кои што финансиски стојат зад вашата кампања? Директно луѓе кои што се дистрибутери на возила во Куманово, фирми кои што се инволвирани во процесот на градење и градежните работи во Куманово, ги купија најголем број од локациите, сега сакаат да им ги вклопите во новиот генерален урбанистички план. Еве и на вас и на целата македонска јавност ви кажувам дека локацијата Орео Влад е предвидена за градба на детска градинка и никогаш нема да дозволам од позиција на градоначалник тука да никне нов стамбено деловен комплекс, како и на многу други локации кои што претходно ги имаат пикирано. Кој е интересот? Затоа водите таква екстремно скапа кампања. Затоа имате пари да плаќате контингенти на бекатон, плочки и градежен материјал да го истоварате на ден пред избори пред граѓаните, а потоа полициски службеници да се пријавуваат како собственици на тој имот откако ќе се поведат постапки. 60 секунди. Пред малку кажав дека целокупната кампања на господинот Димитриевски е театар. Прво сакам да истакнам дека општина Куманово не била должна 11,5 милиони евра, туку 4,2 милиони евра и во тој информатор го има господинот Димитриевски ставено, од кои тука се вклопени и сите камати и сите извршни решени, од кои 2 милиони евра му ги раздолжи владата, а 2 милиони евра ги врати од буџетот, од оперативниот буџет. 12 милиони евра му останаа да инвестира во Куманово. Со 12 милиони евра изгради еден кружен тек, столпчиња на Октомвриска револуција и една монтажна катна гаража. Тоа го знаат сите кумановци, а за градежните компании ќе му одговорам во контрареплика, сите тие проекти кои ги се ставени таму, 95% се финансирани од страна на владата за Куманово и сите регионални патишта околу Куманово владата ги реконструираше, а тој направи само 3 проекти во Куманово. Добро, 30 секунди последни, водете сметка.
Еве, уште повторно не одговори кој тоа краде песок преку и водостопанство во Куманово и од Пчиња на локација Шупли камен направија езеро, а таму се удави и дете, несреќен случај, се уште нема одговорност. Почитувани мои сограѓани, јас сум вашиот актуелен градоначалник Максим Димитриевски. Знаете што работевме, продолжуваме заедно понатаму. Повикувам во недела масовно да излезете, без разлика на своја политичка, партиска, верска или било која друга етничка определба. Дајте го својот глас за најдобриот концепт за наше Куманово. Куманово било, е и ќе биде ваше. Ви благодарам. Благодарам. Илиевски, вие, 30 секунди. Неколку пати му одговорив на Димитриевски, најверојатно, бидејќи е правник, не знам зошто не ме разбира, ингеренциите се на Министерство за животна средина и АД Водостопанство Скопје. Кога јас дојдов, кога се вработив, веќе таа концесија беше дадена и работи скопска фирма. Добро, ве молам. Затоа јас нема да барам изговори и театри, туку напорно ќе работам во интерес на граѓаните на Куманово и сите проекти кои се ставени во програмата Најдоброто за Куманово ќе бидат реализирани од првиот до последниот. За 4 години нема да ја препишувам програмата како што тоа некој друг сега го прави, туку таа ќе биде реализирана и ќе одиме со нови европски проекти за 4 години. Зошто не го кажеш името на фирмата, ќе те кара Благодарам, Оливер Димитриевски. Не. 4 до Ел Скопје. Микрофоните симнете ги на гостите. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Мора да ви се призна и на двајцата дека навистина водевте конструктивна дебата вечерва, а и да ви се признае дека не бегавте од дебати за разлика од некои други кандидати во кампањата. Ве гледавме речиси секоја вечер на телевизиските екрани. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата, ми беше чест. Кај вас и ви посакувам убава вечер и успех на изборите на сите кандидати. Благодарам на поканата, ми беше чест и се надевам дека во идниот период почесто ќе се гледаме. Благодарам многу уште еднаш. Пауза, по неа е саботажот. Извесно е дека долгогодишното политичко искуство возможува повисок степен на самодоверба во јавниот дискурс и ја гарантира елоквентноста како негов нуспродукт. Но тоа би требало да се ползува за преку нив да се покаже ниво, коректност и почит кон соперникот, кој со сигурност придонесува за дополнителни поени во пресметката. Да му Не дадеме ми на треба господин 3 минути како на господинот Илиевски, 1 минута. Блицкриг за тебе. Илиевски кратко и ќе може една реченица. Абе тебе ти Ја треба 10 повикувам, минути како ја повикувам за да Куманово биде. Не, вака си правам, не ми се зборите со мене од Не ми се така треца. ви се Вака правам, треба. и од наше Куманово Максим Димитриевски беа вечерва гости. Малските нискобуџетни штосови се можеби недолични, ама се привлечни за собствената публика која ги доживува како израз на надмоќ. Нејзин придружник е надменоста, која може да биде оправдана, ама само ако не иритира со преголемото количество ароганција. Ме нервира настапот дека ќе бидеме отворени, дека ќе ги слушаме граѓаните, не баре овде се работи за кол центар. Ние треба да дојдеме со готова програма и да ја спроведуваме. Тоа што никој нема желба да слуша го користат тие што има добро начулени уши. Краткото паметење е карактеристика на поднебието која уште еднаш покажува дека не е важно тоа што се гледа и се говори, туку тоа што се сака да се види и да се чуе. И затоа, ако треба, и ке преде, и ке се умилкува. Сега малце во последно време е издивен, бега кога ќе сакам да го погалам, веројатно добил ќотек од некого, дали бил крив или пак само така колку да порасне добил ќотек не ми е јасно, но очигледно дека Жучко е многу гладен. Гладта за власт и за моќ, особено по ќотек е таа што мотивира. Оттаму, политичките мачори почнуваат одново, до смрт да тренираат за зимската сезона, која веројатно ќе биде долга и неизвестна ако се има предвид, дека се навестуваат несекојдневни комбинации и спарувања. Besoj se pajtohen unë jam i informuar, nuk gënje, nuk kam arsye që të gënje. 4 deputetar në aktivës do të jenë mbështetës së qeverisë, do të jenë pjesëmarrës në qeveri. Ai është më i informuari, i bie se plot herë në jetë e ka huqa njeri dhe ju çdo herë të duhet t'i merrni me shumë rezervë
të gjëra që i thot. Dhe nuk është Zekiriahi apo të tjerët që flasin në emër të alternativës, po bia dhe bën marrëveshje. Иако не се знае кој во чие име зборува и кој ги прави договорите, јасно е дека се мора да биде подготвено за периодот кој предстои. Најважно од се е да се креираат неопходните услови на мирници, за да се презими, особено ако таа биде таква, какви што се предвидувањата. А веднаш куќа ми викаат, ти Владко една тегла ајвар, топло и уште вруќе е, и вика, однеси тоа на децата. Тоа е таа емоција, браќи и сестри. Тоа е таа топлина и тоа е тој мотив. И на крајот, треба да се внимава бидејќи ако теглата остане подотворена, содржината ќе ферментира. Едно зборувате во јавност, а кога треба нешто да направите, дали како експерт, дали како политичар, функционер, тогаш правите нешто друго. Власта е слична на ајварот. И таа скиснува и се расипува, ако секоја тегла, пред да се употреби, не биде добро исчистена и стерилизирана. Благодарам што бевте со 360 степени. Помалку почнува молкот. В недела е вториот круг, а в понеделник, некаде околу 22, повторно ќе се видиме во овој форум со анализа на тоа што се случило претходниот ден. Пријатно!